Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Очигледно изборниот процес во Република Македонија беше нарушен. ВМРО ДПМН и покрај целиот фалсификат и масовен подкуп од страна на СДСМ и Зоран Заев, иако го притискаа гласачкиот електорат со најбрутални методи, се закануваа, злоупотребува и директно купуваа гласови за што има и записници во МВР. ВМРО ДПМН победи во 41 општина, а СДСМ само во 20. Граѓаните испратија порака дека на Република Македонија е потребна обнова, а не криминалци и криминална влада како СДСМ и Зоран Заев. Вклучително, ОПСЕ и ОДИХР во својот извештај за предвремените парламентарни избори испрати јасна порака дека е нарушена правната стабилност на државата, има правна несигурност. Аналогно на тоа, и сите донесени адхок регулативи од страна на владата на СДСМ во вонредна состојба, интервенирајќи во изборниот законник, како и значителните ревизии на изборниот законник, допринесоа да се подкопа правната стабилност и нормално да влие во корист на СДСМ. И покрај сите препораки, власта недоволно направила да се решат системски и структурно забелешките од страна на ОДИХР. Ова е најдобар пример дека власта на СДСМ свесно одела на изигрување на волјата на граѓаните, за да се спаси од одговорноста од криминалот и корупцијата кои ги работеа изминатите 3 години додека беа на власт, наместо да работат за добробит на граѓаните и државата. Народот не ги поддржува, тоа очигледно, и затоа го направија најголемиот и најмасовниот подкуп и фалсификат на изборната волја. ВМРО ДПМН останува најсилна политичка партија, народот испрати јасна порака дека е за обнова. Државната изборна комисија има обврска да ги испита сите сомнежи за неправилности и фалсификати, вклучително и рачно да се пребројат гласачките ливчиња, затоа што не смее да има црна дамка на процесот при ваков масовен подкуп и фалсификат. Имаме огромен број на неважечки ливчиња, над 30.000 несвојствени за ваква излезност на еден изборен процес. Да подсетам уште еднаш дека функционери на СДСМ и нивни експоненти јавно водеа кампања да се шкртаат ливчиња, представувајќи го како повик на ВМРО ДПМН, што е кривично дело во изборен процес. Почитувани, потребно е да се заштити волјата на граѓаните и да се тргне дамката од изборниот процес. Ние остануваме рамо до рамо со граѓаните, бидејќи нивната волја е обнова, а не криминал и корупција предводена од СДСМ. Благодарам, повелете со прашања, па ќе ги прочитам и оние кои што стигнаа електронски до пресцентарот. Тоа не би можел сега да го кажам точно во бројки колку гласови би се одземени така натака, затоа и бараме рачно пребројување на гласачките ливчиња, нормално тоа да го проследи јавноста самата, да има увид во броењето на ливчињата. Имено се уште трае рокот за поднесување на приговори. Генерално, ние поднесуваме приговори во два многу важни дела. Едниот е да рачно се пребројат сите гласачки ливчиња, што е многу важно да граѓаните се уверат како е нивната волја, односно како гласале. И вториот дел е да уште еднаш апелираме на оној дел каде што експоненти, функционери на СДСМ јавно водеа кампања за прешкртување на гласачките ливчиња, се со цел тоа да го представат како насока, односно повик на ВМРО ДПМН, се со цел да тие подоцна бидат неважечки. Така да, се уште трае рокот, но ова се главно двата дела во кои што се однесуваат нашите приговори, кои што се најважни за да се потврди волјата на граѓаните онака како што гласале, а не онака како што некој сака да изгледа. За тоа би оставил да помине рокот до крајот на денот, бидејќи сепак нашите правници се во целиот рок додека трае во партијата и работат на приговорите. Така да за тоа ќе почекаме до изминувањето на рокот.
оние кои што ќе бидат поднесени ќе ги имате јавно од наша страна, ќе бидат доставени јавно на медиумите. Како што реков и во мојот прес, ВМРО ДПМН се покажа дека е изборот на граѓаните и е партија која што освои најмногу мандати во Република Македонија, бидејќи сите знаеме дека СДСМ одеше во коалиција со политичката партија БЕСА, која што кај нив освои исто така 4 мандати и автоматски тоа представува дека ВМРО ДПМН има повеќе мандати освоени. Ние, како што рековме, како што председателот Мицкоски јавно кажа пред медиумите и пред граѓаните, ќе се обидеме да составиме влада, но не би сакал да навлагам во детали сега, бидејќи тоа е еден процес кој што ќе трае и не би сакал да нарушувам поединечности од тој процес. Други прашања? Бидејќи истите прашања во ист контекст се однесуваат од страна на оние кои што пристигнаа електронски до прес-центарот на ВМРО ДПМН, сметам дека се одговорени. Благодарам.